Добро ти вечер, Македонија, добро вечер, почитувана публико. Еве, тоа е месецот на жените, март. Знаат секојаш да изненадат, да не речам с краја да ја изнемерат. Бидејќи секојаш е жената столбот на семејството и на државата, но да изненадат по временската прогноза, а тоа е температури со висок дострел и знаат најнаш да бидат толку силни ветровити и со најголеми брзини. Еве, Скопската регија ја зафати ветрови од 90 и повеќе километри на час. Затоа мораме жените да ги почитуваме и да ги сакаме што повеќе, за да не ни организираат вакви работи. Но што правиме со тие кои не изневеруваат како добри пријатели и луѓе кои навистина секојаш им помагаме, им даваме простор на соработка, минута до 12 некој ќе те изненадат. Драги мои, јас сакам да ви се извинам од моје лично име, од името и на телевизијата. Вечерашната емисија Гласот на народот ќе биде ултра ексклузивна. Од која причина? Што како напишав и на мојот профил на Facebook синоќа доцна останав, трагајќи и разговарав со големи број еминентни политички субјекти од светската политика, ми ветија дека ќе бидат гости. Еве, ветено сторено, еден од светските аналитичари Умберто Паскали, ќе го имаме вечерва. Тој е на Skype и очекува кога ќе му дадеме простор и можност да го представам. Значи имаме еден серијал, еден сет на авторитети големи од светската политика. Не е се почитувани во раскошните студија и во суперсоничната техника на голем број телевизии, ако немат сенс и немат инвентивност и немат њух на ексклузивитет и на она што значи професионализам. Но едно што сакам да замолам, дајте бар за воено да се обединиме. Едно нешто за Македонија кој ќе не спас од јавачите на навистина возбудата евидентна. Јавачите на апокалипсата. Зошто? Нивните сценарија се такви јасни и гласни, а тоа е дека сакат се повеќе да навнесат вокал. Затоа, дајте да заборавиме на лошите однесувања меѓу нас. Дајте тие пцости, тие омрази, тие сопки да ги ставиме длабоко во таа кал во кој ќе загина, мислам, ќе се изгубат тие кучиња на злото и на војната, кои свесно организираат Македонија да нема, македонецот да го нема, македонскиот идентитет да не постои. Се организираат по секоја цена. Да се суспендира авторитетот на политичар, на преседател, кој ќе се бори за Македонија, ќе се бори за македонскиот идентитет, кауза и така натаму. Затоа не дозволувате, ве молам, како граѓанин, како човек, како новинар и како родител ве замолувам, бидејќи сите мораме да мислиме за еднината на своите деца. Не да не дозволиме да гласовите се одлеат и заминат во неврат. Затоа да бидеме македонски настроени. Уште не започна, но еве гледате што се случуваат. Се игра лажен и безобразен начин, шпилот е таков. Многу расипан шпил на карти, но и со прљави чекори, со прљави потеси. Но за тоа вечерва ќе говориме. Јас, значи, на темата за и околу меѓународната политика, најсуштествена, а тоа е Русија, Украина, Америка, Европската унија. Овие 4 аса, да речам, во политиката на светската сцена, ни ја креират и ќе ни ја креират судбината. Темата што ја предложивте вие, денеска консултации синоќа со мојот ваш пријател Умберто Паскали, ја спомнавме за и околу војна или мир и просперитет во Европа. Од друга страна, почитуван Умберто вели дали Русија ќе ја спаси Европската унија или дали истокот ќе го спаси Западот. Тоа е што ќе биде нашиот работен наслов. Сакам да замолам уште на разбирање, ќе ја реализирам на англиски јазик. Минута до 12 ми откажа преведувачот. Верувате, и тоа се случува. Ова е таква работа, новинарската професија навистина е 4-та по смртност. Тие инфаркти што се доживуваат, не кај секого. Тие што навистина ќе се нафатират, работа за агентури, тие немаат вакви проблеми. Но еве, мојата маленкост има таков проблем, наидувам на таков отпор. Можеби темата е таква жешка, можеби некој не сака да ги фаќа тие костени, врели костени, не сака да се замери, бидејќи работат за секакви служби, агентури и богме, некој мора длабоко и дебело да ги плати како казнени пенали. Ние нема да плачаме пенали, ќе одиме така. Значи, сакам да замолам на разбирање. Англискиот јазик вечера ќе ни биде говорен јазик и на радиодифузија исто така. И се извинам, но во репризните издања често бидеме да го титлуваме. Тоа што сега сакам да зборам. По првиот дел на емисијата спомнавме во Гласот на народот и ги замолив политичките лидери.
ве молиме, тргнете ги заморените, уморените фаци, досадните фаци, неспособните фаци, мрзливите фаци, корумпираните фаци, фаци кои ја оштетија државата, го оштетија буџетот на државата, дали од власта или опозицијата. Тоа значи седат во пратеничките клупи, се збогатуваат, се нафатираат и забораваат. Го забораваат гласот на народот. Го забораваат носителот на нивните и преферентот на нивната функција. Социјалдемократскиот сојуз ден денеска и вечерва ги замолам да дојдат во оваа емисија, проштевете. Ги замолив да дадат својот отчет. Ден денеска го нема, ќе се согласите со мене. Да дадат отчет на председателот на партијата. И тоа го нема. Да го слушнеме слоганот. И тоа го нема. Еве видов денеска во Дневник излезе една слика која наистина ме изненади. Мислам дека се слуша и гласот на народот. Се појави режија, ве молам, дај од Дневник дали можеме таа слика која извадивте да видиме кои се ударните носечки или да речам фаци или политички субјекти кои ќе бидат да. Видовме дека Дневник објавува господин Никола Груевски како прв човек, госпоđата Гордана Јанкуловска, министер за внатрешни работи, заменик министерот за одбрана, господин Васил Пишев и господинот Никола Тодоров. Ја му честитам роден ден, ја бидејќи прочитам на YouTube, на Facebook, на генералниот секретар на ВМРО ДПМН, јас јавно му се извинам, навистина мислата ми одлета и еве таа е таа петорка која веќе ќе биде како предпоставени носители на изборните листи. Значи ги немаме претходните и така натаму, еве, значи промена на амбиентот. Ова е почитувани, значи модификацијата во една политичка партија која еве даде и свој отчет, даде отчет и на председател на држава, и отчет на партијата и свој слоган. Се надам дека ќе го имаме ова и од Социјалдемократскиот сојуз. Затоа го отворам гласот на народот. Гласот на народот да слушнам во првиот дел. Во интерес на времето сакам само неколку од вас бар еден да имам за да ми даде оценка што тоа мисли. Режија, дали имам гледач на линија? Еве, јас сакам да замолам режијата, можем да гледаш на линија? С оглед дека, да, реков дека ќе ви дадам можност во интерес на ексклузивитетот со господинот Умберто Паскали, да слушнам се тоа што нам ни се случува во политичкиот амбиент. Се знае, имаме гледачна линија. Добро вечер. Ало, добро вечер. Кој се јава? На телефон е Мите од Струмица. Повелете. Најпрво сакам да ви се заблагодарам, господин Томиш, што ја имам приликата, нели, да ни овозможите во име на гласот на народот да си го кажеме своето размислување. И еве конкретно би истакнал дека голем дел, нели, како гласачи, тоест неопределени гласачи, како што сум и јас, едноставно сме малку преноситени од едни исти политички играчи на политичката сцена, поточно во левицата, по-конкретно во СДСМ, каде што од 90-те години па наваму цело време едни исти играчи ротираат во еден тесен круг на пратеници и на ниво действување. Но денес, кога ја прочитав статијата во Дневник, малку пријатно сакам се изненадив кога видов дека во ВМРО ДПМН, помеѓу првите 5 клучни ликови за овие избори, има доста нови ликови и конечно е избран и се појавува лик струмиченец, што сум посебно горд личност како господин Васил Пишев. И со тоа покажуваат во ВМРО ДПМН како партија која имаат нови ликови и дека го искористуваат потенцијалот на собствената партија. За разлика од нив, СДСМ вади нови ликови, не вади нови ликови,
ниту дава отчетност кон политиките кои ги застапува. Ете конкретно за Зоран Заев како градоначалник на општина Струмица, никогаш не е дал отчетност за неговата работа. Значи тие немат таков начин на водење политика. Освен разликата со програми и давање отчетност во СДСМ, менталот досега кажува, барем според мене, како е неутрален гласач кој овие избори би сакал да гласам, бидејќи се појавува нови ликови, сега сакам да кажем дека во СДСМ менталот и менталот во ВМРО-ДПМН е многу различен. Значи во СДСМ луѓето, конкретно личноста господин Зоран Заев како лидер на СДСМ, значи преку политиката дебело заработуваат. Иако е тој бизнисмен и знаеме сите во Струмица, сите се познаваме, значи од еден обичен продавач како доаѓа до енормно големо богатство. За разлика од другата страна, го имаме господин Пишев, исто така како бизнисмен, капиталист, нели, но сосема во обратна ситуација. Тој влегува во политиката со цел да им помогне на народот. Значи, тука има голема и ментална и суштинска разлика помеѓу нив. И затоа јас како неопределен гласач, овие избори би посакал, мислам, и би го дал со сето задоволство мојот глас за владеачката опција, бидејќи гледаме дека стварно се трудат и прават и секој ден сме сведоци како... Да. Интересно да ви кажам искрено, како рековте дека се викате? Мите од Струмица. Господите, значи, и да побарав и да посакав, значи еве, навистина од Струмица со ни се јавувате. Колку што гледав јас и истражував на интернет, колку гласови се дават во различни територијални организации и општини, Скопје, Велес, и да не ги бројам, шти правив паралела, колку е тоа во, Струмица. Знаете што, верувате ми, јас уште еднаш ви се извинувам малце за конфузноста, на ситуацијата се за и околу преведувачот. Значи, тотално сум изваден од такт и затоа се трудам малце се сконцентрирам, уште еднаш му се извинувам на господинот Емил Димитриевски. Значи, зборот ми беше Струмица како град и избирачко место. Таму видов дека господинот Васил Пишев. ВМРО-ДПМН немаше од 91 година до 2010-11, не знам, 12, пардон, колку што следев, или 13, имаше околу 2-13 гласа. Господинот Пишев, колку што видов, собрал 17.000 гласа. 17.003 гласа. Тоа значи дека луѓето, тука неопределените си го дадоа да си го направија своето. Сакам речем, го направија своето, значи избра човек кој навистина ги исполни нивните очекувања. Па видите, во Струмица од секогаш луѓето за градоначалник бираат личност, не бираат партија. Тоа е факт, нели? Како мал град и господин Пишев важи за доста почитуван човек во естафот во Струмица. Како Заев поминува там, ве молам? Како Заев поминува? Па Заев последните локални избори помина, да не речем, на сила. Тоа е тоа, со уцени, со закани, со тие што се вработени под негова капа, со страв за нивното работно место и тоа е тоа. Читав еден коментар, стигна на мојот профил. Им ги плаќа, се извинувам, им ги плаќа сметките на луѓето со комуналија, а комуналијас беше блокиран, па луѓето не земаат таму плата. Значи во Струмица има многу што да се зборува, има многу нечесто се игра во Струмица и затоа нема ни отчетност дадено во Струмица. Господин Мите, се извинувам, а точно ли тоа што пишувате на профилите, знаете, социјалните мрежи се такви се, колку да се позитивни, како и негативни, претеруваме и ние застануваме нон-стоп на компјутер, дека бил Бога тежел околу 40 милиони евра. Па видите, јас не мислам дека тој тежи 40 милиона, мислам дека тежи и повеќе од 40 милиона. Повеќе од 40 милиона. Значи, бидејќи се уште на негово име, нели, тоа е формално, дали на негово име тој има толку или има повеќе, ама тоа е тоа сега. Тука треба малку и органите од УЕП да си гледат работа и да го прашат еден ден, нели? Како до тоа се доаѓа? Еве, јас ги сите имаме фирми, ама сите толку не напредуваме. Тоа е типична злоупотреба на власта. Дали сметате како неутрален гласач дека треба да
се случат повеќе промени, проветрување у политичките партии. Еве, ВМРО почна да проветрува. Дали треба уште да проветрува и друго и СДСМ, тоа да го направи од корен, таму па жабокречина целосно. Па многу јасно дека треба. Значи ВМРО е партија, пак ќе кажем, значи јас тоа го зборувам од неутрален аспект, не дека ги почитувам, но гледам луѓето работат, менуваат, млади луѓе доаѓаат, млади кадри. И се така, значи има нон-стоп некои ротации, се менат, реформаторски настроена партија, додека од другата страна истите ликови, истите фаци од 90-та година па се до ден денес. Ако ја земеме на пример Илинка Митрева, Бранко Царенковски, тие се луѓето кои нон-стоп ротираат околу СДС и затоа не случајно е наречена елитистичка партија, најтесниот круг во неа тие просперираат, се друго не иде до израз. И затоа таму бегат интелектуалците, не гледат своја перспектива дека таму можат да се реализираат или во било кој смер. Да мислите и таа ретка прилика кај нас доаѓаат голтари у политиката, само да се нафатират овде ќе ме економски потентни луѓе кои имаат доста финанска потенција, како што спомнавте, и доаѓаат у политиката, го жртвуваат своето бизнис, време, состаноци и ред други работи да седнат во пратеничките клупи. Тоа е многу ретка прилика во Македонија. Па да, така е. Да. Така е. Решив што ќе молам, дајте го тој слајд да видиме со тоа проветрување во ВМРО ДПМН да видам, што Дневник да го објави. Да. Значи, почитувани политичари, следете ги чекорите, велам да вистина, не можеме ние да се мразиме колку сакаме, но треба да се почитуваме. Јас сакам ваква слика да видам и у Социјалдемократскиот сојуз.